ми беше најак. Рекет! Рекет, нова влада, мислам. Рекет, поарнич, не го спомнувајте. Јас сакав да ви ги оставам проектите, меѓутоа, бидејќи вие кажувате шо немаме направено, јас ќе кажам шо имаме направено во енергетиката. Иако вчера вие не бевте тука, колега, зборувавме, ние ова направивме, вие ова направивте, на крај на денот рековме дека се гледа моменталната ситуација. Нема струја, нема производство. Ке види, не е од горниото. Не е од горниото. Од горниото, ама од премиерот па надолу. Така да. Од стратегиите. Ги менувате на дневно ниво. Тоа е проблемот. Немате стратегија една да се фатите во неја да работите. Немате како, имате зелено сценарио ќе правите. А сега денес, ајде ќе копаме. Значи, зелено сценарио ќе правиме, значи стратегијата ви е сгрешена, колешке. Сгрешена скроз. Скроз. 65 милиони евра се дадоја, како да се бомбони. 65 милиони евра за губарите, за Елем и за Мепсо. Од толку ше ви е добра стратегијата. И ништо нема да помогни. Ги лапна е полојната во 18 дена. Се стопија тие пари. Пак ќе треба да се интервенира. Министре, спремајте се. Сигурно ќе треба пак интервенција, ако не го прифативте нашиот амандман. Јас вчера прочитав некој од проектите кои што се направени само во РЕК Битола, а тука имам цел документ не само за РЕК, туку и за многу други проекти. Инаку пак вешто го избегнавте моето прашање. Јас вчера направив само една компарација дека да се носи јаглен со камиони во РЕК исто како со цистерни вода да се тура во акумулациите. Уште то може ќе ви текне. Значи, отварање на нов рудник за јаглен и пуштен во работа површински коп Брод Гнеотино. Набавка и пуштен во работа нов транспортен систем за јаглен. Погонски станици, транспортери, комплетно автоматизирани и управуван од централен диспечер. Набавка и пуштен во работа на нов роторен багер за ископ на јаловина. Набавка и пуштен во работа нов одлагач за одлагање на јаловина. Набавка и пуштен во работа нов бадваген. Набавка и пуштање во работа 3 багери, дреклайнери. До опремување на втора фаза со опрема на трафостаницата, ТС 110 6 киловолтна. Асфалтирање на патот Новаци Брод Гнеотино. Ревитализирани и пуштени во работа 12 погонски станици. Набавка на автобуси за превоз на работници Дастер и Лади, ниви руднички возила Мани Веко. Многу голема и реализирана инвестиција модернизација и зголемување на моќта на вториот и третиот блок во термоелектрани. Ова се само во РЕК. И сега да не ги замараме сите тука. Изградба на мали хидроцентари, парк на ветерни електрани. Втора, вие ја почнахте, прва ние ја направивме. ХЕЦ Света Петка. Активности за зголемување на инсталирана моќност на ХЕЦ Шпилје. Фотонапонски централи. Нема проблем. Во 2011 производството од фотонапонски постројки изнесува околу 8,7 гигават часа, во 2014 13,2, заклучно со јули 2015 во Република Македонија изградени се фотонапонски централи со вкупна инсталирана моќност од 15,9. Колку се сега во момент? Да. Колку се сега во момент? Колку се сега во моментот? Така да, на сон ви кажам. На сон вие не може да направите она што ВМРО ДПМН не го направи во енергетиката. Вие го паднавте целиот енергетски систем, односно РЕК Битола, на колена. И тоа е факт. Факт е тоа. Како ќе излеземе од оваа криза? Бог да ни е на помош. Ете, јас така ќе речем. И дај Боже, еве да не сум во право. Пак ќе се видиме тука, пак ќе дискутираме. Ке дебатираме, не е лошо да се дебатира. Ама со овој начин на работа, со ова често менување на стратегиите, не одиме далеко, за жал. И цело време сакате да релативизирате, ова е светска криза, не е светска, европска е, да. Ама ние потврдивме во домашното производство, тоа е факт. И тука беше вашата стратегија. Не очекувавте дека во Европа струјата толку високо ќе скокни.
тука беше, затоа че спомнав дека овде и намерно има. Намерно да може, знам дека не може да се земат пари за црна енергија повеќе, тоа нема шанси. Тука да се земат парички, да се прават тендерчина, подизведувачи. Дури замислете, кога доаѓав некни од Битола, дури на пат од овој што се гради експресниот пат до од Фариш до Градско, пак вртат камиончина со струмички регистрации. Тука е проблемот, бре луѓе. Тука е проблемот. Добро, да завршам, бидејќи немаме повеќе право на контрареплики и реплики. Многу ми е жал што многу амандмани, дел од нив ќе значеа значително брзо, ургентно решавање на проблемот со енергетската криза. Дела еве како овој денес ќе значеше помош по едно стратешко решавање на ова проблематика, меѓутоа власта не најде сила да ги прифати нашите амандмани. И после ќе речете само критикуваме, не, еве нудиме решенија, меѓутоа вие решенијата не ги прифаќате, за жал, почитувани колеги. Да се слушнеме, колеги, ви благодарам, бидејќи никој повеќе не